Почитувани колеги, добар ден, добре дојдовте во работилницата за преглед на лимфни јазли. Лимфните јазли се отприлика околу 600 во човековиот организам. Тие се дел од имунолошкиот систем на организмот и во нив се случува средбата помеѓу антигените и лимфоцитите од организмот, при што тие може да го зголемат својот волумен по одредени состојби и до 20 пати. Заради тоа оваа состојба се нарекува лимфаденопатија или состојба на зголемени лимфни јазли. Безбројни се болестите кои што во својата клиничка презентација може да дадат зголемени лимфни јазли, затоа ги делиме од таксономски причини во неколку групи на болести. Тоа се инфективни, кои што се и најчести, малигни, метаболни, ендокринолошки, ревматолошки или системски и една голема група на заболувања за кои што вистинската причина за настанок на лимфаденопатијата не е позната. Секогаш во стандардниот физикален преглед на човечкото тело треба да се осврнеме и на прегледот на лимфните јазли, бидејќи прегледот на лимфните јазли многу пати може да не доведе до вистинската диагноза. Понекогаш пациентите сами со себе ја носат диагнозата, меѓутоа понекогаш лимфните јазли и не се достапни на преглед. На преглед се достапни само во региите на главата и вратот, во пазувите и во препоните, но болестите кои што имаат зголемени лимфни јазли некогаш може да започнат и во лимфни јазли кои што не се достапни на преглед, како што се медиастиналните, ретроперитоналните, абдоминалните и некои други, во кои што користиме техники на снимање, започнувајќи од ултразвук, преку компјутеризирана томографија, магнетна резонанца или во последно време користиме и PET скен, тоа е позитрона емисиона томографија со компјутеризирана томографија, со која што може да ја одредиме не само присутната лимфаденопатија, туку и дали е таа поврзана со одредена малигна болест. Не секоја лимфаденопатија е малигна, се смета дека околу 10% од пациентите во примарното здравство кои што имаат зголемени лимфни жлезди, имаат зголемени лимфни жлезди заради некаква малигна болест. Се разбира, не секоја лимфаденопатија е малигна, заради тоа на располагање ни стојат неколку групи на фактори кои што можеме да ги искористиме за да определиме дали една лимфаденопатија има потреба понатаму да ја евалуираме со пункција на лимфната жлезда, со ексцизиона биопсија или некои други методи, за да видиме дали позади оваа лимфаденопатија се крие некое посериозно заболување. Затоа е важно лимфаденопатијата да совесно ја прегледаме, бидејќи совесниот преглед на лимфаденопатијата може да ни го скрати времето до поставување на точна диагноза. Откако ќе почнеме со прегледот на лимфните жлезди, се разбира дека од помошни се и неколку други фактори. Тоа се локализацијата на лимфните јазли, нивните карактеристики на физикален преглед и пропратната симптоматологија. Но еден од важните фактори кои што треба да го земеме во предвид, тоа е и возраста на пациентот. Пациентите во детска возраст од 2 до 12 години многу почесто реагираат со лимфаденопатија, бидејќи тие прв пат се среќаваат со одредени фактори од околината, прв пат се среќаваат со антигените од околината и најчесто бактериски или вирусни инфекции на грлото, носот, синусите, ушите или забите може да бидат причина за настанок на така наречена реактивна лимфаденопатија, која што е поврзана со одредена инфективна причина во околината, бидејќи тоа е и всушност функција на лимфните јазли
да го ограничат ширењето на инфекцијата надвор од регијата во која што настанува тој инфективен настан. Затоа децата имаат многу почесто лимфаденопатија и многу ретко се случува таа да биде предизвикана од малигна болест или само во околу 10% од случаите. Со возраста, луѓето над 50 години имаат во 50% случаи лимфаденопатија која што е предизвикана од малигна болест. Мислам дека тоа се вака најосновни карактеристики за лимфаденопатијата. Сега накратко ќе почнеме со прегледот на лимфните јазли, кој што е стандарден дел од физикалниот преглед на човечкото тело и со тоа ќе објасниме како исправно да ги прегледаме, да ги откриеме лимфните јазли, бидејќи некогаш има состојби во кои што на преглед не се достапни толку голем број на лимфни јазли, а постоперативно, например, кога ќе оперираме еден карцином на дојка, патохистологот ќе ни каже дека евалуирал 10, 15 или 20 лимфни јазли во тој локален регион. Следниот дел ќе биде приказ на пропедевтичкиот начин на преглед на лимфните јазли. Сега ќе продолжиме веднаш со клиничкиот преглед на лимфните јазли. Лимфните јазли ги палпираме со јагодиците на трите натрешни прсти и секогаш треба да се палпираат симетрично од двете страни, бидејќи никогаш не се подеднакво симетрични зголемени лимфните јазли. Лимфните јазли кои што заслужуваат внимание се оние кои што се зголемени со 2 и повеќе сантиметри. Оние лимфни јазли кои што се со големина до 1 сантиметри, најверојатно се лимфни јазли кои што се реактивни. Прегледот го започнуваме секогаш со субокципиталните лимфни јазли. Тие се наоѓаат во окципиталниот триаголник. Тука треба да се внимава, бидејќи помладите лекари можат да направат грешка со прегледот на протуберанцијата окципитална, која што е коскена структура, а може да изгледа како да се работи за некакви зголемени лимфни јазли. Овие лимфни јазли најчесто се зголемени кај исипните трески, како што е рубеола, морбили и некои други, затоа најчесто ги гледаме зголемени во детската возраст. Прегледот оди нежно со палпација, која што оди во правец нагоре-надолу и откако ќе ги прегледаме окципиталните лимфни јазли, одиме на ретроаурикуларните лимфни јазли. Тие се наоѓаат веднаш зад ушната школка, а потоа, откако нив ќе ги прегледаме, одиме на предните предаурикуларни или предушни лимфни јазли. Овдека треба да се внимава, бидејќи прегледот на овие лимфни јазли може да се помеша со некаква инфекција на паротидната жлезда и затоа треба да се биде внимателен. Откако ќе ги прегледаме преаурикуларните лимфни јазли, се спуштаме на субмандибуларните лимфни јазли. Тие се наоѓаат на работ на мандибулата и кон напред. Нивниот преглед е едноставен. Тука се наоѓаат и субмандибуларните плувачни жлезди, кои што се со големина до 0,5 сантиметри и нив не треба да ги измешаме со зголемени лимфни јазли од друга природа. Откако ќе прегледаме субмандибуларните лимфни јазли, одиме на преглед на субменталните лимфни јазли. Тие се наоѓаат во субменталната бразда. Многу е важно да кажеме дека зголемувањето на овие лимфни јазли е секогаш поврзано со некаква инфекција на главата и вратот, бидејќи во овој дел
се дренира лимфата од скалпот, од кожата, значи на главата и вратот, но исто така при инфективни компликации кои што ги зафаќаат ушите, синусите, грлото и забалото, па заради тоа треба во диференцијалната диагноза да имаме предвид дека се работи за некаква реактивна лимфаденопатија или пак тука може да почнат и некакви други посериозни заболувања. Откако ќе ги прегледаме овие лимфни јазли, одиме на цервикалните лимфни јазли. Тука се две групи на лимфни јазли, кои што се наоѓаат по должината на стерноклеидомастоидниот мускул, и тоа задна и предна група на лимфни јазли, тие одат исто така по сливот на внатрешната југуларна вена. Прегледот се изведува од горе надолу. Ова е задната група на лимфни јазли, а потоа и предната група на лимфни јазли, која завршува до почетокот на супраклавикуларната јама. Супраклавикуларната јама е извонредно важна за овој преглед. Десната, но исто така и левата супраклавикуларна јама. Во левата супраклавикуларна јама се дренираат лимфотокот од внатрешните органи. Затоа во овој систем може како прв знак на некаква болест во желудникот или во некои други внатрешни органи да се јави оддалечена метастаза во левата супраклавикуларна јама. Таа жлезда ја нарекуваме Вирхофова жлезда, бидејќи дуктус торацикус, кој што ја дренира лимфата од внатрешните органи на стомакот, поминува низ левата јама во левата супраклавикула. Затоа, овие жлезди, ако пронајдеме да бидат и со големина од 1 сантиметар, имаат подеднаква важност како оние кои што се зголемени 2 или повеќе сантиметри. Под клавикулата, во медијалниот дел, се наоѓаат инфраклавикуларните лимфни јазли. Овие лимфни јазли ги среќаваме вообичаено кај пациентите со неходжкинови лимфоми. Откако ќе го завршиме прегледот на главата и вратот, следната регија која прегледуваме, тоа се аксиларните лимфни јазли. Аксилата го дренира сливот на лимфа од градниот кош, од градата и од раката. Заради тоа, лимфните јазли во оваа група се поделени во следните 3 групи. Тоа се медијална група на лимфни јазли, латерална, кои што заедно се слеваат во централната или внатрешна група на лимфни јазли. Овде прегледот треба да биде внимателен, да се прегледаат надворешните, внатрешните и средишните лимфни јазли во аксилата. Особено кај жените кои што се во репродуктивниот период и во периодот кога очекуваме настанок на карцином на дојка, да не се пропушти да се прегледаат аксиларните лимфни јазли. Откако ќе ги прегледаме со крената рака, лимфните јазли, за да ни станат достапни внатрешните, ги прегледуваме со феноменот, односно маневарот на поздрав. На тој начин вршиме длабока палпација, која започнува од горе кон долу. На тој начин аксиларната јама е ослободена и достапна за преглед на секој лекар. Следната група на лимфни јазли, која што исто така е важна, тоа е епитрохлеарната група. Тие се наоѓаат веднаш над олекранонот
и исто така се многу суспектни за настанок на лимфопролиферативна болест или лимфоми во оваа група на лимфни јазли. Следната група на лимфни јазли кои што треба да ги прегледаме, тоа се ингвиналните лимфни јазли. Ингвиналните лимфни јазли се прегледуваат на тој начин што секогаш испитаникот треба да лежи. Никогаш не се испитуваат лимфните јазли во стоечка положба. Прегледот на лимфните јазли кои што се наоѓаат во препоните се изведува на следниот начин. Треба пред се да знаеме дека ингвиналните лимфни јазли се делат всушност во две групи. Тоа се ингвинални лимфни јазли и феморални лимфни јазли, односно хоризонтална група на лимфни јазли и вертикална група на лимфни јазли. Ова се лимфни јазли кои што ја дренираат лимфата од карлицата, од гениталните органи, но исто така и од долните екстремитети. Затоа се од извонредна важност, бидејќи во репродуктивниот период кај луѓето, лимфните јазли може да бидат зголемени во оваа регија заради трансмисивни, инфективни заболувања и слични состојби. Но во оваа состојба лимфните јазли може да бидат и одраз на некакви локални метастази заради карцином на пелвис, на вулва, на пенис, на гениталиите и Капошиев сарком, но исто така и лимфомите може да започнат во оваа регија. Прегледот се изведува на следниот начин. Прегледот на ингвиналните лимфни јазли се изведува исто така со трите прсти, започнувајќи од криста илјака супериор антериор, па надолу, но да се внимава, бидејќи во овој дел се наоѓа и лигаментум ингвинале, па тој некогаш, ако биде малку подсврст, може да не залажи дека се работи за некаква лимфаденопатија. Ова е ингвиналната група на лимфни јазли, а потоа ја прегледуваме и феморалната група на лимфни јазли. Феморалната група на лимфни јазли се наоѓа веднаш до излезот на артерија феморалис и заради тоа пулсациите на артеријата треба да ни бидат водич каде треба да ги прегледуваме овие лимфни јазли. При прегледот на лимфните јазли во човековиот организам се разбира покрај овие наведени фактори, многу е важно да видиме дали лимфните јазли се меки, дали се тврди како камен или нешто измеѓу со конзистенција на гума или ги нарекуваме меко еластични. Кога се работи за лимфаденопатија која што е реактивна, најчесто тоа се меки лимфни јазли, а оние кои што се зголемени заради некаков карциномски метастатски депозит, тие се со конзистенција на камен. Оние измеѓу оваа конзистенција со конзистенција на гума најчесто се лимфомските лимфни јазли. Тие исто така се разликуваат од останатите, бидејќи малигните лимфни јазли на палпација не се болно чувствителни, за разлика од реактивните инфективни лимфни јазли кои што се извонредно болно чувствителни на палпација. Палпацијата може да ни помогне и да кажеме дали лимфните јазли се поединечни или здружени во одредени заеднички структури, дали се помеѓу себе поврзани и дали се споени за подлогата или се слободни и подвижни. Оние лимфни јазли кои што флуктуираат најчесто се заради некакви абсцедирачки состојби во нив и многу често пати може да се работи за специфична лимфаденопатија, односно лимфаденопатија во склоп на туберкулоза. Такво и од специфичен лимфаденитис го нарекуваме скрофулодерма. Откако ќе ги прегледаме лимфните јазли,
нивната големина, нивната локализација, нивните карактеристики на преглед, оние кои што заслужуваат понатамошна евалуација се лимфните јазни кои што имаат големина повеќе од 2 см. Понатамошната евалуација опфаќа пункција на лимфниот јазол, со кој што ќе добиеме цитолошка потврда, која што може да биде со класификациона група од 1, која што е реактивна лимфаденопатија, до 5, која што се однесува на лимфаденопатија заради некаква малигна болест. Пункцијата на лимфните јазни е извонредно ефтина, брза метода, но и точна, доста прецизна, особено ако најдеме Ричтенбергови клетки, ние веќе сме на прагот на диагнозата, се работи за Ходжкинова болест. Ако најдеме грануломи кои што имаат казеозна некроза, Ланхансови клетки, тогаш знаеме дека имаме специфичен лимфаденит. Но постојат и состојби кои што бараат понатамошна евалуација на лимфните јазни, а тоа е биопсија на лимфниот јазол или тоа е хируршка екстирпација. Откако ќе го извадиме лимфниот јазол, денес имаме на располагање бројни методи за докажување на потеклото на основната болест. Ако знаеме дека во околу 60 до 80% од случаите само тенкоиглената биопсија ќе ја постави диагнозата или ќе не приближи до диагнозата, тогаш воопшто не треба да се двоумиме после прегледот и откривање на лимфни јазни да направиме соодветна пункција на лимфните јазни. Значи, наша обврска е, драги колеги, да ги прегледуваме совесно лимфните јазни и на тој начин да поставиме брзо соодветна диагноза. Ви благодарам на вниманието.